После пауза од 2 години и ова недела ја одбележуваме детската недела. Во понеделникот почнавме со активности за сите групи и посета на локалната самоуправа. Во вторникот имавме соработка со музичкото основно училиште од Кавадарци и гости ни беа професорите и децата кои што учат на инструменти во ова училиште. Во средата имавме хуманитарна акција. Во ова хуманитарна акција беа вклучени сите деца, сите групи од нашата градинка, а исто така ја користам ова прилика да се заблагодарам и на општествено одговорни компании кои зедоа учество во ова и донираа за подобри услови во нашата градинка. Во четвртокот, вчерашниот ден, имавме еден музички хепенинг. Големите групи беа на градскиот плоштад и пуштија балони со пораки за детските права и обврски. Денеска на градскиот стадион завршуваме со детската недела. Да, денеска е последната ден од детската недела. Денеска имаме активности на градскиот стадион со големата возрастна група од 5 до 6 години и тука се опфатени околу 12 групи. Ја користам ова прилика да се заблагодарам за соработката на професорите од основните и средните училишта што зема учество за овој ден. Тоа се наставници по физичко, а исто така и на Open Fun од Скопје, кој исто така секоја година зема учество за организирање на ова спортска работилница. Директорке, колку дечиња има овде на стадионот? Денеска на стадионот имаме 250 дечиња заедно со воспитно-згрижувачкиот тим, со стручниот тим и гостини се средните групи од градинките. За крај, директорка, да ни кажете што е тоа што дечињата ќе го работат денеска овде на стадионот и до кога ќе трае овој дел овде? Денеска дечињата ќе вежбаат на различни станици, ќе ги именуваат станиците, односно ќе вежбаат со топки, со други реквизити и ќе трае околу 1 час. И потоа се враќате на Потоа во работното градинка, место. да, другите активности што ни следуваат во градинката. Морам да забележам, сега го забележам, всушност гледам сите дечиња се облечени во маички, спортове за здравје. Да, тоа е. Потам тоа некоја донација. Да, донација од пред 2 години што беше ги имаме, од тогаш донацијата имаме за маичките на децата од општествено одговорни компании. Јас ви благодарам многу, ви посакам многу здравје, дечињата да бидат само весели, здрави и среќни. Другото се ќе си дое само по себе. Да, и вас како телевизиска куќа ви благодариме што се озвате на нашата покана. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври по предвечерието на големиот македонски празник ви најавуваме голем спектакл во салата Јасмин Кавадарци со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Честит празник, Македонијо! Бензинска пумпа ДМД Oil.